Poštovani prisutni dami i gospoda, retki se mnogo onije pravni akti koji što imale taka silna, jednodušna подкрепа и подршка, како што е тоа Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации. Документ што веќе точно 3 децении представува легислативна основа за универзалното право за сеопфатна заштита на децата. Како дел и од нашето законодавство, ова универзално право е институционално и обществено етаблирано како обврска, како наша должност, постојано и безкомпромисно да работиме во заштита и унапредување на животот на сите наши деца. Дотолку повеќе што не постои ништо поблагородно, посовесно од таквата мисија. Но при тоа мораме да бидеме свесни за еден толку очигледен факт. Именно нормирањето на една ваква материја јасно укажува дека денес во модерната цивилизација, во модерните општества, позицијата на децата е предмет на загрозување, на злоупотреба, на насилство, различна форма и обем, и дека тие, нашата иднина, мора да биде во фокусот на постојана грижа и да бидат заштитени. Насилството врз децата не е непознат феномен во рамките на општествената социопатологија. Тоа е најнемоќната општествена категорија кога се во прашање кривично правните действија каде што тие се жртви. Она што е особено важно да се истакне во овој контекст е практично докажаната кумулативност на последиците кај децата жртви од насилство, односно нивно силно манифестирање во натамошниот живот на тие деца. Многу од тие трауми остануваат како неизбришливи траги, како реални хендикепи со кои што жртвите мора да се соочуваат и да живеат. И всушност тоа низ призмата на полициското искуство често пати бива евидентирано, кога некогашна жртва на наложените трауми ги демонстрира со подлежното криминално или насилничко поведение. Сето тоа пак јасно сугерира дека проблемот нема само откривачко-репресивен карактер, односно дека неговата превенција и сузбивање се далеку по-комплексни прашања на кои што заедницата во целост треба постојано да посветува сериозно внимание и конкретна действителност. Дотолку повеќе што модерните или актуелни трендови на живење постојано носат нови и нови форми или потенцијали на злоупотреба и прекршување на детските права. Следејќи ги објективно и детално општествените состојби, ние како институции во делот на нашите законски надлежности, но и во делот на заедничкиот настав и активизам, нужно сме обврзани да делуваме, да ги исползуваме сите ресурси, вклучително и партнерството со невладиниот сектор, со репрезентативни, респективно меѓународни асоциации, како што впрочем и нашиот денешен организатор и домаќин на овој важен настан, УНИЦЕФ, надградувајќи и практикувајќи заштитата на децата како своевидна општествена алфа и омега. Министерството за внатрешни работи во овој контекст безрезервно ги поддржува сите иницијативи, идеи и предлози што ќе овозможат поквалитетна заштита на децата од насилство, напредување на стандардите и нормите во тој сегмент, при тоа максимално отварајќи се за меѓуинституционалната соработка и акција. Во тој смисол, никој не треба да има никаков сомнеш. Исто како што сме насочени во делот на меѓународната соработка и координација во поглед на откривање и сузбивање на кривични дела каде што жртви се децата. Во крајна линија, ние не само што како поединци или како поединечни ресори, туку и како влада демонстрираме силна политичка волја и решителност да се зафатиме со справувањето со сите тешки, наталожени проблеми, независно од каква природа се. Така што јас сум убеден дека и овој план заеднички ќе донесеме решенија кои што ќе значат поквалитетна нормативна и општествена грижа и заштита на децата во сите облици на загорувањето, вклучително и против насилството врз децата. Благодарам на вниманието.